Следуваат вестите на Канал 8. Со пригодна свеченост, а по повод Петровден беше предадена во употреба пречистителната станица за отпадни води кај Мојанци. На церемонијата присуствуваа високи владини представници предводени од македонскиот премиер, представници на швајцарската амбасада како донатор, градоначалници од регионот и други гости. По 2-годишна изградба, токму на Петровден во Кочани беше предадена во употреба ново изградената станица за пречистување на отпадните води од фекалниот колекторски систем. Објектот, чија вредност е околу 23 милиони швајцарски франци, се градеше во изминатите 2 години со финансиска подршка од Швајцарија, што е најголема донација на оваа држава во областа на екологијата кај нас. На свеченоста на која присуствуваа владини представници предводени од премиерот Зоран Заев, представници од швајцарската амбасада, градоначалници од регионот и други гости, беше истакнато дека е завршен капитален објект во кој ќе се применува најсовремена технологија за пречистување и третман на отпадните води. Огромна благодарност до владата на Конфедерацијата Швајцарија, која континуирано и дарежливо учествува во развојот на многу области во нашата земја. Но тоа не е последното нај. Оваа пречистителна станица е една од најголемите во регионот, со капацитет од 65.000 еквивалент жители, со можност за приклучување на соседната општина Виница и на многу околни населени места. Нашите цели полесно ги постигнуваме исклучиво низ заедна соработка на институциите и нашите партнери од земјите пријатели, како што е Швајцарската конфедерација, заедничкиот ангажман подржан преку помошта од Швајцарскиот државен секретаријат за економски работи СЕКО е од суштинско значење за да ги постигнеме европските стандарди и за побрзо да изградиме Северна Македонија во држава според европски вредности. Амбасадорката на Швајцарија Сибил Сутертејада искажа задоволство што градежните работи на пречистителната станица се завршени во планираниот рок и што жителите од регионот ќе добијат важен капацитет за обезбедување здрава животна средина. Ова морам да нагласам најголемиот досега поддржан проект од страна на швајцарската влада. Сите можеме да бидеме горди на она што е постигнато со само 2 години изведба и активности и навистина ми е драго и многу сум горда што гледам едно вакво убаво здание пред мене. Градоначалникот на Кочани Никол Чуелиев од име на граѓаните на општината и регионот упати благодарност за финансиската помош и довербата на швајцарската влада за изградба на овој капитален објект. Граѓаните на општина Кочани и на целокупниот регион ги очекува едно поголемо задоволство, бидејќи ќе потече чиста вода по течението на Брегалничкиот слив, што е едно многу важно дело за жителите на овој цел регион. Во оваа прилика морам да искористам да упатам уште една голема благодарност до жителите на Швајцарската конфедерација, без чија што поддршка веројатно немаше да биде ова реалност. Значи, без нивната донација од цирка 21 милион швајцарски франци, веројатно ова денеска немаше да го славиме и да присуствуваме на една ваква убава свеченост, убава прилика на отварањето на пречистителната станица. Заменик министерот за животна средина Јани Макрадули најави дека по изградбата на филтер станицата во Кочани веќе се подготвени проекти за исти објекти за Штип и Велес, а за што би се користеле средства од ИПА-3 програмата. Идната година владата и Министерството за животна средина ќе ја почнат изградбата на најголемата пречистителна станица во нашата држава во Скопје. Станицата за пречистување на отпадните води кај Кочани е на површина од 11 хектари. Лоцирана е кај селото Мојанци на најниската гравитацијска точка на вливот на Оризарска река во Брегалница и ќе ги прочистува водите од 9 фекални испусти од селата од Оризари до Подлог. Кочани го одбележува Петровден, празникот посветен на патронот и заштитник на градот Свети Петар. Централната свеченост и духовната церемонија се одржа во четвртокот вечерта во градскиот парк, каде со молитва и осветување на празничната погача беа упатени честитки и желби за здравје и успех на сите граѓани. И годинава по повод одбележувањето на Петровден, во Кочани се одржа духовна свеченост. Во четвртокот попладне, во очи на празникот, свештениците од храмот Свети Ѓорги и верниците во свечена литија пристигнаа во градскиот парк пред чешмата и мозаикот на светите Петар и Павле. Со духовната церемонија чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички господин Иларион, кој ја освети празничната погача,
Потоа таа им беше поделена на присутните граѓани. Мирна и благословена татковина, во која што како што граделе и правеле нашите предци во минатото, така и ние сега градиме и правиме. И така ги задолжуваме на генерациите по нас да градат, да прават и со тоа да ја чуват верата и она што е изградено да прават. На семејството што гради храмот, посакуваме многу здравје. Наистина тоа е благословено семејство, бидејќи Бог нивните раце го прави храмот како најголем дар на земјата. Во рамки на одбележувањето на празникот во Кочанскиот православен храм се одржа и света божествена литургија посветена на светиот апостол Петар. Инаку одбележувањето на Петровден на овој начин започна во 2010 година, откако тогашниот состав на Советот на општината донесе одлука верскиот празник и официјално да стане и празник на градот. Веднаш по одржувањето на духовната церемонија во градскиот парк, одбележувањето на празникот продолжи и со духовна академија. Пред публиката во Центарот за култура Бели Мугли настапија неколку црковни хорови, како и изворниот оркестар Вез на Илија Ќосевски од Штип. И во Виница продолжуваат настаните во рамки на одбележувањето на празникот Павловден. Во четвртокот вечерта на Виничкото кале актерот Игор Дамјанов пред своите сограѓани ја изведе монодрамата Страстите на Илија. Покрај важноста како културно-историски локалитет, Виничкото кале за прв пат и официјално доби поинаква димензија, станувајќи одличен отворен простор за театар. Токму во програмата за овогодишното одбележување на Павловден, на оваа локација актерот Игор Дамјанов ја изведе монодрамата Страстите на Илија. Бројната публика која дојде да го види својот сограѓанин уживаше во едночасовниот монолог со светецот Илија. Содржината на монодрамата замислена како своевидна провокација за религијата и црквата, во која единствениот лик во представата упорно бара одговор пред иконата на светецот за серијата убиства во кои страдаат сопругата, швалерката, пријателите и сите кои ја изневериле неговата доверба. При тоа бара Божја казна за нив. По изведбата на монодрамата, самиот актер искажа задоволство од локацијата, како и од реакцијата на публиката. Супер јако за мене беше едно така предизвик прво за да може да играам на отворена сцена на такво автентично место како Виничко кале и за прв пат да направиме точно таква представа и да ја изиграена на место кај што точно представата си го наоѓа тоа место. Не знам, собрахме доста луѓе, мислам, жалам што некои луѓе далеко е можеби калето и не се успеали да дојдат да гледат, но тоа е, ако ја ресало на луѓето, ќе се чуе после Виница и ако треба ќе го направиме още еднашка. Освен пред виничката публика, Дамјанов со оваа монодрама веќе гостувал во Скопје, односно во галеријата на Македонскиот културен центар, потоа на фестивал во Благоевград, како и на драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Во рамки на одбележувањето на Павловден во Виница, дел од програмата на културните содржини се и поетската средба со Тихомир Јанчовски, како и концертот на групата Чалгија Саунд Систем. Во Виница започна да се применува одлуката со која две улици станаа еднонасочни. Затоа имаше повеќе барања во изминатиот период, а согласност за измената во сообраќајниот режим даде и Советот на општината. Локалната самоуправа на Виница почна со спроведувањето на одлуката за измена на режимот на сообраќај по две улици во централното градско подрачје. Од четвртокот предпладне, по улиците Бел Камен и Тошо Арсов е воведен еднонасочен сообраќај. За ова претходно беше добиена согласност од надлежните служби, а во средината на март годинава соодветна одлука изгласа и Советот на општината. Сообраќајот на двете улици веќе се одвива во една насока, а за таа цел поставена е и соодветна сообраќајна сигнализација. Од општината, како и од сообраќајните служби, апелираат до сите учесници во сообраќајот да го почитуваат новиот режим на возење на двете улици. Инаку, измените на сообраќајниците доаѓаат како резултат на барањето од Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот, кој меѓу другото иницираше и поставување на метални столпчиња на улицата Пионерска, како и на потегот од полициската станица до крајот на улицата Бел Камен. Исто така, побарано беше и одбележување на крстосниците и непрегледните кривини на улиците. Главна цел на сите овие мерки, како што беше речено, е да се подобри безбедноста во сообраќајот, како и да се зголеми пропусната моќ на улиците, посебно во централниот дел на Виница.
Членовите на планинарскиот спортски клуб Осогово од Кочани подсетуваат дека се придружуваат кон активностите за одбележување на Петровден. В недела ќе се одржи традиционалниот Петровденски марш, што ќе се изведе на релацијата од Свети Пантелеимон до Раткова скала, а по тој повод ги повикуваат заинтересираните граѓани да им се придружат. Планинарско-спортскиот клуб Осогово веќе традиционално секоја година по повод празникот на Кочани Петровден организира планинарски марш со учество на клубови од земјата и странство, како и планинари, рекреативци и влюбеници во планината. Годинава по втор пат маршот ќе се одвива до локалитетот Раткова скала на 1250 метри надморска височина. Стартот ќе биде од селото Пантелеј, а должината на патеката во еден правец е 10,5 километри. Од таму до Раткова скала се стигнува за околу 3 часа. Планинарскиот марш на кочанските планинари годинава се реализира по 12 пат, а ќе се одржи в недела на 14 јули. Планинарската патека во изминатиот период целосно беше исчистена, трасирана и маркирана со повеќе ознаки. Нејзината тежина се оценува како средна лесна, а на пешачењето можат да земат учество сите влюбеници во планината. Од планинарскиот спортски клуб Осогово повикуваат заинтересираните да го пријават учеството на маршот најдосна до петок заради подобра организација и утврдување на точниот број на учесници за кои ќе биде обезбеден и ручек. Исто така ќе бидат доделени признанија за клубовите од другите градови, како и за најмладиот и најстариот учесник на маршот. Следуваат минутите за спортот. Победник на овогодишниот Петровденски турнир во мал фудбал е екипата на Клариса. Во финалето таа го совлада тимот на Деликатес, а во борбата за третото место подовар беше тимот на Балкан Лукс, кој го победи Фабијан. Петровденскиот турнир во мал фудбал во изминатите 2 недели донесе многу возбудувања и интересни надпревари, а на финалната средба меѓу Деликатес и Клариса публиката уживаше во одличната игра и брзите акции на двете страни. Со тоа, овој настан заслужено останува одлично летно спортско освежување. Победата во финалето заслужено му припадна на тимот на Клариса, кој беше подобар од Деликатес и го победи противникот со 3:1. Во надпреварот за третото место беше неизвестно до крај со оглед што Балкан Лукс и Фабијан одиграа нерешено 1:1. На крајот за победникот одлучија пеналите. Подобри и поголема спортска среќа имаа играчите на Балкан Лукс, кои постигнаа 4, а примија само 2 гола. Неизвестноста за тоа кој ќе го освои победничкиот пехар и годинава беше присутна. На крајот фудбалерите на Клариса заслужено се радуваа на големиот успех, при што се заблагодарија за одличната организација на турнирот. Турнирот беше добро организиран, задоволни сме од настанот. Надеваме се идната година ќе биде исто. Благодарност до општината што овозможи да играме на овој турнир. Честитки до другите екипи. Се играше фер и коректно. Честитки до судиите и до организаторите. По завршувањето на финалната средба се одржа вообичаената свеченост за прогласување на најдобрите поединци и екипи. Наградата за најдобар стрелец заслужено ја доби Жарко Спасовски од тимот на Деликатес. За најдобар голман беше прогласен Филип Тодоров од Клариса, а признанието за најдобар играч на турнирот му припадна на Иван Стојчев, исто така од тимот на Клариса. Освен благодарници, сите наградени од организаторот Општина Кочани добија и ваучер во вредност од 3000 денари. На трите најдобри екипи пак им беа доделени пехари како и парични награди. При тоа третопласираниот Балкан Лукс доби ваучер од 15.000 денари, второпласираниот Деликатес од 30.000 денари, а на победникот Клариса му припадна ваучер од 60.000 денари. Благодарници им беа врачени и на Општинскиот фудбалски сојуз, како и на екипата на итната медицинска помош од Кочани. Петровденскиот турнир и годинава го организираше Општина Кочани со поддршка од Општинскиот фудбалски сојуз.
Тоа беше прегледот на содржините за овие вести на Канал 8. Имајте пријатен викенд. Пријатно.